Добре дојдовте уште во една наша емисија, Вашиот пратеник. Секако веќе сте запознаени со нашиот серијал од емисијата. Овде се представува пратеникот, но не од страната на собраниската говорница, туку зад собраниската говорница. Овој пат гостин во нашата емисија е пратеникот Златко Пенков. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. За мене навистина огромна чест да бидам дел од вашиот серијал и дозволете само на самиот почеток да се извинам што поради оправдани причини, поради мојата презафатеност не успеавме до сега да ја реализираме емисијата. Ве молам уште еднаш простете. Така, секогаш има време за вакви емисии. Еве, најдовте и вие 10 на 15 минути колку што трае нашата емисија. Пратениče Пенков, моето прво прашање е, од вашата биографија гледаме дека сте дипломиран земјоделски инженер со земјоделски факултет. Но сега сте пратеник, нели, во втор мандат. Што работевте пред да влезете во пратеничките води? Информациите ви се точни. Јас сум по професија дипломиран земјоделски инженер. Мојата матична куќа е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Долги години работев таму. Извршував функцијата советник. Едно време бев и раководител, вршител на должноста раководител на подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Неготино. Меѓутоа, моето искуство во делот на земјоделството е огромно, затоа што имам работено и во компании кои што се бават со производство на храна и оттаму потекнува целокупната моја почит и респект кон секој еден кој што се занимава со земјоделско производство. Од тие клупи од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2020 година постанав пратеник, дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, и точно е, ова е мојот втор мандат, каде што би сакал да искажам една огромна благодарност до сите оние кои што веруваа во мене, веруваат, и се надевам дека и го оправдав и ќе го оправдам она сета доверба што имаат кон мене. Но од каде интересот кон политиката? Кај мене интересот за политиката се јави во средношколските денови. Се уште тогаш постоеше еднопартискиот систем, меѓутоа се дозволи да се формираат работни тела во состав на класевите, каде што секој од нас можеше да биде избран како дел од тие работни тела, да биде председател или подпредседател на класот, каде што за прв пат се соочив со нешто што значи носење на одлука, меѓутоа не во сопствен интерес, во интерес на класот. Ја засакав политиката и сватив дека тоа е вистинскиот лајт мотив за мене во животот, да успееш да помагаш на колку што е можно поголема група на луѓе, не индивидуално, не само за себе, него со потези, со работа, со чесен пристап да можеш да во животот да помагаш на луѓето. И тоа е она што ме води до ден денес. Тоа започна во средношколските денови, потоа продолжи на студиите, каде што можам да кажам дека имав голема среќа да се сретнам со личности кои што се бават со политика и од кои што успеав да попримам многу елементи. Пред се и над се еден чесен пристап, принципиелен пристап, и затоа сметам дека тоа е единственото нешто за да можете да обстоите во политиката. Но политичар без поддршка од семејството никако не ќе може да ја врши својата професија, затоа што одзема и многу време. Каква е вашата поддршка? Имате сопруга, имате ќерка, како која ве гледаат вака со премногу одземено време од онаа семејна атмосфера? Секако, мојата сопруга, мојата ќерка и нејзината фамилија, моите родители, секој пат ми биле главна потпора, и тоа е неизоставен дел во животот на еден политичар. Колку е поголема таа поддршката, толку е подобро за секој еден политичар да знае дека
кога ќе заврши работата, кога ќе се вратиш дома, треба да седнеш и да имаш еден вистински човечки пристап кон себе, и тоа е дополнителен мотив за веќе утрешниот ден да продолжите со исто темпо, ако не и засилено. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека покрај поддршката од семејството, голема среќа е да имате и во средношколските денови за време на студиите работа со професори, и тие се тие кои што ве обликуваат вас, во овој случај мене, да бидам баш онаков со пренесувајќи го нивното знаење, нивното искуство, а моја задача беше само внимателно да слушам, да разговарам со нив, и користам прилика овде уште еднаш да изразам мојата огромна благодарност на сите професори кои што учествуваа во моето обликување како политичар, а пред се како човек. Имате 2 внучиња? Да. Колкави се, како гледаат кога те видат вака во јавност? 7 години и 4 години, тоа се Валентин и Кирил. Прекрасни дечиња, и сум пресреќен како дедо. Можам да кажам и посакувам секој да има прилика во сопствениот живот да види, тоа е едно посебно ниво. Посебно чувство, посебно ниво е за секој еден, и посакувам секој да може да го доживее тоа. Така, од вашата биографија гледаме дека сте родени во Велес, но живеете во Неготино. Значи неготинчанец, а роден во Велес. Да. Како целата таа атмосфера во Неготино влијаеше да се формирате како личност, семејството, предмалку рековте и професорите влијаја. Како тоа може да се пренесе на идните генерации? Ви благодарам, ова е навистина одлично прашање. Јас живеам во Неготино со своето семејство, иако сум роден во Велес. Неготино, луѓето во Неготино, општина Неготино е навистина посебна. Од секој пат ми била вистинска инспирација и место, општина кој што има исклучителна перспектива, посебно во делот на земјоделството, индустријата и она што е најново во делот на енергетиката. Значи, мое е само да се борам, само да се залагам, постојано, одново и одново, секој ден за подобрување на животниот стандард на моите сограѓани и да го креираме Неготино како најубаво место за живот во Република Македонија, а во делот на она што е самите мои сограѓани се прекрасни луѓе, многу паметни, многу интелигентни, многу трудолюбиви, и го заслужуваат мојот секојдневен респект, а јас се надевам дека возвреќам на свој еден уникатен начин, помагајќи постојано. Пратенише Пенков, се наоѓаме во една од најрепрезентативните сали во Собранието, каде што пратеничките групи и пратениците многу често ги одржуваат своите комисиски седници. Вие членувате во 3 комисии. Комисијата за земјоделство и шумарство, потоа членувате во Законодавно-правната комисија и членувате во Постојната анкетна комисија. Каде најмногу се пронаоѓате? Каде најмногу можете да придонесете со своето знаење? Ви благодарам на прашањето. Може би малку и ќе ви изненади мојот одговор. Точно е, вашиот податок е точен. Јас членувам во Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, Законодавно-правната комисија и Постојаната анкетна комисија за правата и слободите, за заштита на правата и слободите на граѓанинот. Секако дека, со оглед на мојата професија, Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство е таа која што го има приматот и секој пат ќе го има, меѓутоа мене посебен дел и посебна привлечност ми има се што е поврзано со економијата, така да Комисијата за финансирање и буџет, економија, и бидејќи сме овде во овој прекрасен репрезентативен објект, салата Борис Трајковски, се будат спомени за моментите кога дебатираме, расправаме, поготово за прашања
кои што се од важност за секој еден граѓанин, како што е буџетот на Република Македонија, и фактички работата на пратениците, најголемиот дел од работата на пратениците се одвива во овие клупи, каде што доаѓа предлог законското решение, а ние сме овде да го разгледаме многу внимателно, да спротиставиме аргументи, размислувања, да модифицираме доколку има потреба преку амандмански решенија, за да на крајот, кога ќе дојдеме на пленарна седница, биде веќе најголемиот дел од работата завршена. Овде е главната работа на пратениците и на пратеничките групи. Како пратеник, собранискиот деловник дозволува секој петок пратениците да се среќава со граѓаните. Има пратенички канцеларии за таа намена, но сепак, како што реков, како пратеник, вие секојдневно се среќавате со граѓаните. Но овие средби, што најмногу граѓаните посакуваат од својот народен избраник? Средбите со граѓаните се неизоставен дел на нашата работа. Ние секој петок во канцелариите кои што ги имаме во своите матични општини се сретнуваме со граѓаните. Но за нас секој работен ден е можност да имаме средби со граѓаните и тоа што е можно повеќе. Над сите тие средби најважно од се е непосредниот контакт. Граѓаните сакат да се сретнат со нас, сакат да се видат, сакат да разменат мислење, меѓутоа сакат и да го слушнат нашето размислување за тоа како можеме да помогнеме во делот на нивните конкретни проблеми, кои што по некој пат се од лична природа, меѓутоа по некој пат се од малку поширока општествена природа, каде што нашето е да ислушаме и да ги упатиме, да дадеме совет точно каде треба да се обратат и доколку сме во можност, во границите на човечката нормалност, да помогнеме, а тоа беше и мојот лајт мотив и јас едва и чекам да се сретнеме со луѓето секој петок, меѓутоа и секој друг ден, бидејќи петок по некој пат знаеме и да бидеме овде присутни во собраниските клупи. Вие сте втор пратенички мандат овде во собранието. Втора можност да придонесете за доброто на граѓаните. Пошто би сакале граѓаните најмногу да ве запаметат, иако има уште речиси 2 години до крајот на овој пратенички мандат, но сепак малце дали размислувате во која насока бисте насочиле за да оставите некоја трајна вредност зад вас? Па, мојата најголема желба, бавејќи се со политика, е секој пат да се остави трага како на човек, како на политичар и еден од народот. Тоа е моето мото, значи јас сум еден од народот. Значи во служба на моите граѓани. Така сакам да ме запаметат. Својот работен век го поминав со луѓето. Ја видов и ја знам добро вредноста на македонските граѓани. Тоа се исклучителни луѓе. И секој ден кој што го поминувам овде, знаејќи дека со мојата работа помагам, без разлика дали на едно семејство или на огромен број на семејства, за мене е најголемиот успех во животот. Да се биде со својот народ и да се помага на својот народ. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на вас. Ви беше задоволство.